Трае фудбалската еуфорија. Македонската репрезентација не учествува, но очите на љубителите на фудбалот се насочени кон Германија. Европското првенство се следи насекаде, во домовите, рестораните и кафулињата. Се коментираат вештините и потезите на најдобрите европски фудбалери. Вообичаено традиција е надпреварите да се следат во кругот на најблиските, пријателите, каде што секој може да даде своја анализа, но и гласно да навива за својот фаворит. Адреналинот расте, а секој погодок се прославува со емоции. Омилена дестинација за групно следење се угостителските објекти. Тие на секој добронамерен гостин се обидуваат да му овозможат повеќе часови во пријатна атмосфера. На големи екрани со соодветни пијалаци, европско директно на јавниот сервис се следи и низ кафулињата во Куманово. За амбиентот да биде повпечатлив, во кафулињата се поставуваат и знамења на репрезентациите, а се организираат и спортски игри. За познавачите на фудбалот, ова 17-то издание на Европското првенство одскокнува од квалитетот. Актуелно е Европското првенство, ние заедно и со деца од клубот активно го пратиме. На ово Европско првенство мој фаворит е Шпанија, не само на ова и на претходните, како омилена екипа ми е затоа што игра највише напаѓачки фудбал. Додека низ првенството гледам дека сите екипи повеќето се сконцентрирани повише на тактички дел, затоа и гледаме надпревари каде што немаме многу голови и сите се цврсти надпревари. Искрено се очекувам дека и до крајот и наредните надпревари ќе бидат во тој стил, дека повеќето ќе играат тактички, ќе чуваат резултат, ако постигнат гол, постигнат, ако не ќе одат на продолжетоци. Станува збор ова европско првенство да биде крајно изедначено, затоа што во досегашниот дел од самото надпреварување видовме изедначени надпревари. Една до две репрезентации можеби отскокнуваа со квалитетот, пред се тоа мислам на репрезентацијата на Шпанија која што го покажа својот квалитет со победата над домаќинот на европското првенство Германија и навистина еден пријатен впечаток ми остави селекцијата на Турција која што покажа дека и начин како се игра за националната селекција со доаѓањето на Монтела на клупата на оваа селекција навистина и тактички малку се поподготвени, ќе видиме како ќе поминат во четвртфиналето со репрезентацијата на Холандија. Што се однесува до останатите селекции, навистина ми е жал што испадна и Словенија и Грузија, покажа дека на ова европско првенство нема фаворити и дека веќе дојде време кога сите играат фудбал и не е изненадување дури и послабите репрезентации да дојдат до тронот на Европа. Македонската телевизија обезбеди едномесечна фудбалска еуфорија. Гледачите директно на јавниот сервис ги следат сите надпревари од шампионатот.